Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Граѓаните на Унгарија јасно и гласно рекоа доста е од автократија. Ова е голема историска победа на демократијата над автократијата, на Европа над руското и кинеското влијание и на владењето на правото над корупцијата. Историската победа во Унгарија испраќа јасна порака до целиот регион. Времето на автократите завршува. Паѓаат автократските режими. Следен е тој во Србија, па после тоа на Мицкоски кај нас. Регионот припаѓа на Европа, не на Русија. Доаѓа време на правда и одговорност. Почитувани граѓани, се потврди тоа што го говориме подолго време наназад. Зошто е ова многу важно за Македонија? Владата на Христијан Мицкоски ги стави стратешките интереси на Македонија во рацете на Орбан. Не за државата, туку за своји лични бизнис интереси. Не ги стави во рацете на Унгарија. Не ги стави за доброто на Македонија. Ги стави во рацете на бизнисмени, блиски луѓе на човекот кој што сега веќе не е на власт и не за доброто на државата, туку за своји лични интереси. Телекомуникации, енергетика, медиуми, финансии, се беше поврзано со кругот на Орбан. Македонија веќе со години е во медиумски мрак поради медиумите контролирани од Орбан, со кој директно управува ВМРО. Резултатот политичка алатка на Мицкоски и ВМРО за лажни вести, измислени афери, денонокни напади против СДСМ и мене лично. И додека ние предупредувавме дека режимот на Орбан ќе падне, ВМРО панично ја засилуваше црната кампања, обидувајќи се да дефокусира и да го тргне вниманието на јавноста. Денес, кога Орбан веќе падна, паниката кај ВМРО е очигледна. Медиумите под нивна контрола веќе почнаа да намалуваат важноста на победата над новата демократска влада во Унгарија. Ботовите на социјалните мрежи работат со полна пареја и смевајќи ја победата на Европа над авторитаризмот. Но вистината излегува на виделина. Доаѓа време на вистината и за бизнис врските помеѓу Орбан и Мицкоски. Откога Мицкоски и ВМРО се на власт, Орбан ја користеше Македонија како своја приватна колонија за политички и финансиски интереси. Ќе одам поред. Медиумска империја. Скоро 40% потврдено и докажано и од независни истражувачки новинари, не наши, локални, од Европа, се под директна контрола на луѓето на Орбан. Преку своји блиски луѓе, бизнисмени, Петар Шац, Агнеш Адами, Орбан купи и контролира огромен број на медиуми кои се во служба на ВМРО и на Мицкоски. И тие се пропагандна машинерија во Македонија за црни кампањи, за креирање лажни вести и ширење на антиевропскиот наратив. Следно, телекомуникации. Орбановата компанија 4iG доби лиценца за мобилен оператор во Македонија. Со оваа лиценца влегува во 5G мрежата и добија можност да поврзат медиуми, платформи и инфраструктура во една единствена контрола, исто како што Орбан правеше во Унгарија, а Вучич тоа го прави во Србија. Следно, енергетика и инфраструктура. Преку тајни договори посредници, Орбановиот круг имаше влијание и во енергетскиот сектор и во железницата. На бизнисот во енергетика, последно преку фирмата Status Energy, која што влезе во стратегијата за енергетски развој на земјава. Оваа година, ќерка фирма на унгарската Status Energy КФТ, дел од Status Energy Private Equity Fund, и е директно поврзана со Орбан преку собственичка структура, што ја вклучува Opus Global, компанија контролирана од Лоренц Месарош, негов близок соработник. И овие проекти беа дел од една поширока стратегија за економско влијание на Балканот. Следно, кредити, односно финансии. 1 милиарда евра. Кинески пари, потврдено во соопштение во рапорт на Европскиот парламент, на владата на Мицкоски, под така наречени пријателски
услови кои што ќе ги отплаќаат нашите внуци. Овие пари доаѓаат како дел од пакет за политичка и медиумска подршка. Следно. Пријател на Мицкоски Орбан на почетокот беше скриена, а во последно време јавна рака на Русија во Европа и НАТО. И сега кога Орбан паѓа, сите овие тајни договори, бизнис комбинации ќе излезат на виделина. Нема повеќе заштита од Орбан, нема повеќе тајен план. Сега ќе мора Мицкоски да најде друг начин како ќе ги финансира своите медиуми, да шират лажна кампања, и тоа веројатно за тоа ќе ги користи парите кои што ги дренираат преку своји блиски фирми од буџетот, практично од парите на граѓаните. Доаѓа време за одговорност. Сите овие договори мора да бидат детално истражени. Граѓаните на Македонија мора да знаат кој точно стои зад медиумите, телекомуникациите, кредитите, инфраструктурата и сите одлуки што се носени во нивно име. СДСМ ќе бара целосна истрага на сите бизнис комбинации меѓу Орбан и Мицкоски. Антикорупцијскиот тим на партијата веќе интензивно работи на откривање на сите криминално-коруптивни действија на режимот, на тендер коалицијата, ВМРО организираната криминална група, заедно со ЗНАМ, начело со Кристијан Мицкоски. Доаѓа време за вистина, за правда и за одговорност. Историската победа на Тиса и Петар Маџар во Унгарија донесува крај на уште еден долгогодишен срам за Македонија. Мицкоски години наназад ја градеше својата политичка кариера со лажни ветувања и со поддршката од Орбан и Вучич. Сега се поставува следното прашање. Што ќе прави Никола Груевски, осудениот бегалец и символ на корупција и злоупотреба на власта, кога повеќе нема заштитник во Будимпешта? Години наназад уживаше гостопринство од Виктор Орбан, кој го штитеше од правдата. Ке бегали на друго место, во Русија или во некоја друга земја, или ќе се врати тука да ја отслужи казната. Ја поздравувам јасната и недвосмислена порака на новиот унгарски премиер Петар Маџар од вчерашната пресконференција. Новата унгарска власт повеќе нема да обезбедува за солниште на луѓето кои бегаат од правдата. Маџар експлицитно наведе дека Унгарија ќе ги испорача оние кои се кријат на незина територија и директно го означи Никола Груевски како криминалец. Ова е конечен крај на ерата во која Будимпешта беше безбедно за солниште за сите осудени корумпирани криминалци. Бидејќи движењето ЗНАМ веќе честиташе на победата на новиот унгарски премиер, сега го поставуваме следното прашање. Има ли барање за екстрадиција досега оваа влада на ВМРО и ЗНАМ поднесено за враќање на Никола Груевски? Доколку нема, зошто нема? И доколку нема, дали денеска во текот на денот после изјавата на новиот унгарски премиер ќе поднесат барање за екстрадиција на Никола Груевски во земјата? Правдата колку и да доцни, на крајот секојаш стига. Време е за правда, време е за Европа. Кај нас и во цел регион. И благодарам. Победа сте победили во Унгарија, повторно решивте преку соопштение и преку оваа пресконференција дека ќе кидате медиуми поради со тоа што има социјална структура како што има. Каква демокрација и европска вредност покажувате со тоа што ќе кидате медиуми бидејќи не ви се допаѓа нивната уредувачка политика? Вие сте од Алфа телевизија. Малце паника ја фаќа се од кога газдата изгуби власт. Сега се прашувате кој ќе ја финансира за вашите црни кампањи, за вашите лажни кампањи, за вашите кампањи со кои што го нарушувате угледот на членови на опозицијата, на мене лично. И за тоа прашање ќе се обратите кај Кристијан Мицкоски, затоа што заврши времето кој што ќе ширите антиевропска реторика, затоа што бевте финансирани и се уште сте од луѓето кои шират антиевропски наратив, кои што држат земјата и регионот во прегратките на Русија. Тоа граѓаните не го сакаат. Завршува времето на финансирани медиуми, отворено од страна на Унгарија. И тоа не го кажувам јас, тоа го кажа новиот унгарски премиер. Вика, ќе ги ограничиме сите фреквенции на медиумите под контрола на Орбан, не само во Унгарија, насекаде во регионот, ќе ги испитаме сите бизнис релации на Орбан, а јас ги наведов. Кои се? А тоа се штетни договори.
по државата, по иднината на државата, се додека не се утврди од објективно и независно судство, кое е под контрола на Орбан, како биле тие медиуми контролирани и зашто биле користени. Така да, ја разбирам паниката и стравот. Ке ви каже Христијан Мицкоски како ќе финансира, меѓутоа таа антиевропска реторика, тие црни кампањи, тие лажни вести, повеќе не поминуваат. Повелете, благодарам. Може не наликува да етикетира на овој начин медиум дека е финансирана една политичка партија, дека ни кажа политичка како да е финансирани. И плюсот дека партија што се мешате во избори на друга држава, пред се што победи десничарска партија сепак во Унгарија, не левичарска која што е вашата идеологија. Добро, во текот на вчерашниот ден видовме дека премиерот не ја честиташе победата на новиот унгарски премиер. Очигледно дека и тој се плаши од нешто, од откривање на некакви релации. Не честитав само јас победата, ја честиташе цела Европа. И ова нема никаква врска со левица или со десница. Ова има врска со победата на Европа над Русија. Ја честиташе победата и шпанскиот премиер. Дека европските вредности победуваат над Русија. И тоа е иднината на регионот. И јас не ви кажувам дека ниту ве етикетирам од каде ви доаѓаат финансите, па вашите директори тоа го кажуваат. Видите го вашиот директор. Тој отворено кажува дека застапува унгарски антиевропски интереси јавно во медиумите и дека е финансиран со унгарски пари. Тоа јас не го кажувам. Така да заврши тоа време. Регионот и држава иде напред во Европа. Нема никогаш повеќе ВМРО, организираната криминална група, начело со Мицкоски. Благодарение на тоа што се заинтересирани само за свој финансиски интерес, не никакви други, да држи земја во заложништво, да крира недоразбирање и кавги со соседите, да подгрева меѓуетнички тензии, да одзема дадени права, да се задолжува со милиарди евра, кои што децата и внуците ќе ги враќаат во енергетика, во клучни сектори во државата. И сега се постава прашањето што ќе се случи со тие проекти. Клучни сектори во државата се тие. Телекомуникации, транспорти, енергетика. И тоа не е со Унгарија, тоа е со луѓе блиски на Виктор Орбан. Така да заврши тоа време. Повелете. Благодарам. Имате искратеници во одредени соопштенија ги пишувате ВМРО, КГ, ВМРО ДОС. Ме интересира точно ДОС, што значи точно кога го кажате. Ајде, оставите фейк. Дајте, имате ли други прашања? Надолу темата, ако може. И претходната недела се обидов да дојдам до одговор на ова прашање. Господин Битики минатата недела посочи дека се пријава сам за да биде член на анкетната комисија. Дали го поддржувате како член и дали размислувате за втор? Бидејќи не дојде конкретен одговор, конкретно за Битики ме интересува. Да. Добро, веќе има став од пратеничката група кој што ги изнесе координаторот на пратеничката група. Ние мораме да ги пазиме процедурите во собранието. Ние разговаравме и дебатиравме на таа тема претходно во рамките на пратеничката група на повеќе состаноци на кои што имавме координација. Во моментот кога ќе стигне писмо од претседателот на собранието, така како што е редот и како што налага деловникот, веднаш ќе номинираме пратеници. И јас немам апсолутно никаков проблем тоа да биде Битики или било кој заедно друг со него.